Тема како да ги заштитиме децата во овие минусни температури разговараме со педијатар Александар Сајковски. Добар ден за вас, ви благодарам за учеството на вестите на телевизија Нова. Па како да ги заштитиме пред се децата, односно дали децата доколку седат повеќе во затворен простор ќе бидат заштитени или треба да излегуваат надвор? Во секој случај децата треба да излагаат надвор без оглед на овие ниски температури. Знаете, дури ние често во нашите амбуланти педијатриски во Систина им објаснуваме на родителите дека во сите европски земји, вклучително и скандинавските, можеби тие се највака типичен пример, се препорачува секој бебе да излезе надвор минимум 1 час, се до ниво на температура од минус 23. Значи, во сите европски земји децата се изнесуваат надвор и се шетаат. Знаете, децата се бебињата посебно, значи веројатно највулнерабилна група се бебињата. Ние имаме некои чудни навики на Балканов да ги држиме децата во затворен простор во топло. Меѓутоа, интересно е дека навиките кои што ги стекнуваат бебињата и здравието кое што го стекнуваат врз основа на навиките што ги имаат нивните родители. И ако вие го научите едно бебе да го изнесувате надвор и фактички го научите и на ладен воздух, односно на ладна температура, прагот на тој центарот за терморегулација, што работи иначе како класичен бойлер, фактички ќе се намали и на тој начин тоа дете ќе биде научено да седи надвор. Вие дури можете да видите некои парадоксални ситуации. Ние во нашите амбуланти да видите родители кои што се облечени во кратки ракави, а детето е облечено како да оди на Северен пол. Сакам да кажам, треба да се носат децата надвор, треба да се изнесуваат надвор, треба да се учат на ладен воздух, чак е и добро, и нивото на инфекции драматично, мислам и самиот грип, се намалува бројот на болни кога температурата е пониска. Така да, мој топол совет е да децата се изнесуваат надвор, да не се преоблекуваат. Веројатно еден од најголемите проблеми што ние ги имаме на Балканов, посебно кај нас у Македонија, е тоа што децата се преоблечени, значи непотребно толку многу облечени. И конечно гледано, децата имаат метаболизам кој што е 6 до 7 пати поголем, побрз од нашиот метаболизам на возрастните. Во таква ситуација, они продуцираат и поголема количина на топлина. Нив не им треба толку облакање, затоа што полесно се адаптираат на пониска температура, отколку на повисока температура. Ја навистина апелирам многу до сите родители слободно да ги шетаат своите деца надвор, слободно да ги шетаат на ниски температури. Едино сега тука ограничувачки и лимитирачки фактор е аерозагадувањето. Значи, ако е навистина големо тоа аерозагадување, тогаш да такви прошетки ги користат, да речеме, на повисоки места, на планински места, каде што е уште по-чист воздух. А како да им се зголеми имунитетот на дечињата? Како би ги посоветувале родители? Видите, имунитетот е еден феномен со кој ние се браниме цел живот и балансот на имунитетот кај еден човек уствари е баланс на животот. Ако ви се наруши имунитетот, како што може да биде и кај децата многу лесно, несомнено тогаш се појавуваат инфекции, тогаш се појавуваат низа проблеми, па дури и некои автоимуни болести, нели? Има низа болести. Како да го зголемиме имунитетот? Пред се, најбитно е да не се дават, значи ова многу пати лично сум го кажувал и сите, целава наша педијатриска јавност го кажува, да не се даваат непотребно антибиотици кога имаме инфекции кои што се вирусни. Тоа е една многу битна компонента, бидејќи антибиотиците се, како и да е едно феноменално медицинско измислување, значи како медикамент, меѓутоа за лекување на бактериски инфекции. Второ, да кај децата се користат што повеќе природни производи во исхраната, без конзерванси. Значи, максимално да се исфрлат конзерванси, хербициди, пестициди, се она што е хемија, да кажем на некој начин, така да колку може повеќе родителите за своите деца да користат, ајде да кажем, органска храна, тоа е толку подобро, затоа што сите тие компоненти влијаат битно на намалување на имунитетот. И крајно гледано, многу е битно ако едно дете има чести инфекции, ако се разболува често, да се дадат некои средства кои што може да помогнат во подигање на имунобиолошкиот систем. Ние тие средства ги нарекуваме имуномодулатори, но тоа е една од работите кои што може да бидат чисто како пример ќе земам, е некои повторно малку лоши навики наши,
знаете да се внесува голема количина на свежо овошје, како свежи витамини, минерали и пред се биофлавоноиди, кои што се природни антибиотици, нели, и така натаму. При тоа апелирам до сите, не само до родителите, и до возрастната категорија кај нас, подобро е да го јадете овошјето интегрално, такво какво што е цело, отколку да го пиете како сок. Имено биофлавоноидите, на пример, сега ќе речеме, да речеме во голем дел од овошјата, меѓу кои во цитрусните овошја, најмногу се наоѓаат во оние белите кончиња, да кажам, нели, и во пулпата у суштина. И вие се у суштина, ако пиете само сок, не ги внесувате главните компоненти на тие биофлавоноиди кои што имаат имунобиолошка одбрана. Така да им советувам доста витамини, доста минерали, излегување надвор, снижување на прагот на температурата, научите ги децата да излезат надвор, подобро е да го пуштите да игра на снег, отколку да го чувате дома на топло на 26 степени. Ви благодарам многу. Иван, тоа беше нашиот разговор, како што можевме да слушнеме и да видиме. Треба родителите да ги пуштаат децата надвор и да си играат на снег и секако да јачаат. Ти благодарам, Елена, за овој разговор со педијатрот Александар Сајковски за тоа како децата треба да се однесуваат во овие студени денови.